Марија, пред нешто повеќе од 2 седмици ти пристигна во Македонија. Допатува од Соединетите Американски држави, каде што во моментот има огромен број на новозаразени и државата представува практично центар на пандемијата. Кажи ми, какво беше искуството по пат и какво беше искуството во државниот карантин во Македонија? Здраво на сите. Како што добро ме најави, јас пред 2 недели стигнав во Македонија од Њујорк. Имав патешествија, имав проблеми со откажани летови и дури во последните неколку часа имав презакажување на моите 2 лета кои што беа Њујорк, Амстердам, Софија. И да ви кажам искрено, за моја среќа што ми беше откажан летот во Амстердам, каде што морав да поминам 24 сати за наредниот лет, а требаше само 3 часа да чекам, испадна супер затоа што бев сместена во карантин во Скопје и бевме на ДВ Баир граничниот премин во Македонија, само 4. Да бев стигната како што првично требаше да стигнам на 28, ќе бев сместена во Маврово, каде што многу луѓе се жалат од тие услови во карантинот во Маврово. Пак ќе кажам, моите услови во Скопје во хотел Амбасадор беа предобри. 14 дена искрено не ги ни осетив како тешки. Бидејќи имаш свој бизнис на релација Македонија-Америка, се занимаваш со производство на спортска колекција. Кажи ми како тоа сега се одвива со оглед на пандемијата, бидејќи нели целата оваа криза силно ги погодува бизнисите. Се организира ли ти, што правиш? Искрено јас сега после карантинот имам и домашен карантин уште 14 дена по новите мерки на владата на Македонија. Се е стопирано. Не само мојот бизнис, сите бизниси мислам претежно вака што се производство или се пренасочени во создавање на медицинска опрема и мене ми понудија некои луѓе за изработка на заштитни маски и слично. Искрено јас не се нафаќам од причина што моето производство е на погонот ми е на првиот спрат, а јас живеам на вториот. Така да од превентивни мерки пред се, а второ и не би сакала нешто да правам што знам дека не можам да гарантирам. За мојата спортска облека ќе чекам да се средат ситуациите и не само тука. Мене повеќе ме загрижува тоа што имаме шоурум во Њујорк, каде што кириите се огромни. Нашата шоурум е на 45 авенија, така да повеќе ме загрижува тој дел од бизнисот како ќе се одвива во Америка, отколку тука. Тука имаме само производство и пак ќе кажам, за разлика од бизнисите што ќе бидат погодени во Америка и во сите поголеми држави во Македонија, за сега јас не произведувам, стопирано е се. Материјалот не е стигнат од предходно пред 2 месеци, но ќе почекам сигурно таму што се ќе се врати во нормала за да почнеме и ние.